Почитувани граѓани, ви се обраќам денес со навистина тешко срце во овие моменти на огромна, надлабока тага. Завчера се загубија млади животи, семејства останаа без најблиските, без најдрагоценото, без своите деца. Цели генерации останаа со болка која што веројатно никогаш нема да може да се надмине. Ова е трагедија која што ја потресе целата земја. Навистина остава трага која веројатно никогаш нема да се избрише. Дозволете уште еднаш да упатам најискрено сочувство до семејствата на загинатите. Во текот на вчерашниот ден бев присутен на клиниката и таму се сретнав со дел од семејствата, со еден дел од нив поразговарав. Тоа се дел од семејствата кои што имаат своји најблиски на лекување. Разговарав и со колегите, направивме некои стручни консултации. Ги видов напорите на колегите, видов како и тие сочувствуваат со болката на семејствата. Сакам да ги уверам семејствата дека пациентите се одлично згрижени, одлично распределени. Лично ги знам сите кои што учествуваат во овој процес на лекување, лично знам нивната експертиза и сакам да ги уверам семејствата дека нивните најблиски се во добри раце и дека колегите се борат за секој еден живот. Сега е потребна и поддршка на тие семејства, потребна е поддршка и на семејствата на загинатите, се разбира. Апелирам до министерот Таравари да формира мобилни тимови и да од тие тимови од клиниката за психијатрија, од другите институции бидат на располагање на семејствата во Кочани, да се разговара посебно во пресред на тоа што таму сега ќе следува. Мислам дека таква помош е многу потребна. Почитувани граѓани, ние сме денеска рането општество. Довербата во институциите е срозена и ако сакаме таа доверба да ја вратиме, мора да има целосна, транспарентна и објективна истрага. Никој не смее да биде поштеден, ниту актуелни, ниту поранешни функционери или службеници. И тоа не е прашање на политика, тоа е прашање на вистина и на правда. Трагедијата е преголема да се дозволи сенка на сомнеш, затоа што ако постои најмала индиција дека некој се штити, тоа ќе биде удар врз целото општество. И затоа апелирам до истражните органи, обвинителството, редовно да се известува секој ден, ако е потребно 2 пати во денот, што точно се прави за да се спречат шпекулации. Потребна е одговорност на секој еден, потребна е одговорност на сите нас како граѓани. И ни е потребно единство. Ова не е време за политички пресметки. Треба да покажеме човечност, а јас ви ветувам дека нема да дозволам политизирање на целиот овој процес. Исто како што нема да дозволиме некој да биде поштеден и како опозиција будно и интензивно ќе пратиме овој процес да оди во правилна насока. Ние сме одговорна и државотворна партија. Излегуваме во пресред на сите иницијативи кои што водат кон расчистување на случајот и идентификување на причините за истото. Истовремено, како партија, го нудиме целиот наш
капацитет, човечки, интелектуален, да помогнеме во овој процес. Затоа што ова е ситуација која што мора да сме сплотени и да покажаме верба во принципите. Секој акт на морална одговорност од наша страна ќе биде поздравен. Апелирам до безбедносните служби да пратат евентуални насоки, сигнали за прелевање на некакви кризи од семејството. Тоа на нашето мултикултурно, мултиетничко општество не му е потребно. Трагедиите можат да уништат една нација, но и да ја заекнат. Од нас зависи како ќе излеземе од сето ова. Како држава што нешто научила и донела правда, или како општество што дозволило ова се заборави. Вечна им слава на починатите. Македонскиот народ нема да заборави оваа трагедија, а наша одговорност е да осигураме дека ова никогаш повеќе нема да се повтори. И благодарам.